Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Киното Милениум започнува потрага по македонски верзии на ликовите од популарниот холивудски хит Мамурлак. Сите што сметаат дека личат на некој од хероите од филмот, треба да испратат фотографија, лични генералии и контакт на мејл или Facebook страницата на Киното Милениум. Најмамурните македонци кои ќе го победат првиот филтер, ќе бидат повикани на аудиција која ќе се одржи на 28 мај. Победниците на конкурсот ќе добијат VIP третман за премиерата на третото продолжение на Мамурлак, која е закажана за 30 мај во Кино Милениум. Во план се дополнителни награди и бенефиции. Инаку првиот дел од филмот се прикажа во 2009 година, а годинава е американската премиера на третото продолжение на филмот Мамурлак. Главните улоги ги толкуваат Бредли Купер, Ед Хелмс и Зак Галифианакис, што значи дека најверојатно треба да личите на некој од овие актери. Ова е вистински предизвик за сите љубители на комедиите. Кейт Мост, Бриджет Кол, Ева Херцигова, Барбара Фейли се само дел од манекенките кои паднале на шармот на 38 годишниот Леонардо Ди Каприо. Сепак 20 годишната Кара Делевинј во еден од најпосакуваните ергени на светот не видела ништо посебно. Имено актерот веднаш по премиерата на филмот Големиот Гетсби. На журката која била организирана се обидувал на секој можен начин да ја освои манекенката, но тоа за жал завршило неуспешно. Лео само да погледне девојката, а веднаш полудува по него. Кара ја прогонуваше и шармираше цела вечер, но таа на крајот мртва ладна го одби. Открил извор кој присуствувал на забавата за еден странски таблоид. Лео на Кара и го дал својот број и ја повикал на прославата која ја организирал во својот дом. Но за манекенката ништо од тоа не ѝ се видело интересно, бидејќи сметала дека актерот е престар за неа. Актерот Чарли Шин повторно сака да се ожени со својата поранешна сопруга, актерката Денис Ричардс, за да им обезбеди сигурна, љубовна и семејна атмосфера на своите синови и близнаци Боб и Макс, доколку рехабилитацијата на нивната мајка Брук Милер повторно не успее. Кога Денис во декември минатата година ги прими близнаците на Чарли во својот дом, откако проблематичната Брук пак замина на рехабилитација. Чарли одеднаш свати дека тоа е прв пат неговите синови да живеат во здрава животна средина и прв пат тој да е во можност да гради блиски односи со нив, изјавил близок извор да актерот за медиумите преку океанот. Денис ги сака момчињата близнаци исто колку и своите две ќерки со Чарли, Сем и Лола. Кога момчињата и беа вратени на Брук, Денис изјавила дека се чувствувала како срцето да ѝ се кине. Па дали проблематичниот актер Чарли Шин ќе успеа да ја врати бившата сопруга за доброто на неговите синови, останува да видиме. Најчесто се смета дека фенг шуи е начин на уредување на домот кој содржи многу мистичност во себе. Но всушност фенг шуи е еден вид уметност и наука за живењето и работењето во правилно уредено опкружување. Но со помош на филозофијата на фенг шуи, освен што можете да соберете позитивна енергија, можете и да ги расчистите вашите мисли, што пак ќе ве доведе да се облекувате во склад со вашите чувства и карактер. Пред се треба да започнете да ја користите облеката како средство за предавање енергија на другите. Комбинацијата на боите е еден од најважните предуслови за еметување на позитивна енергија. Секако најважно е да се чувствувате добро во тоа што го носите за да ширите позитивна енергија. Според фенг шуи, комбинацијата на црвената, зелената, жолтата и розевата боја се најсоодветна за прикажување на внатрешната хармонија на една личност. Облеката која е стара повеќе од 3 години треба да се рециклира за да се ослободи на собраната негативна енергија. Средете го вашиот орман и трудете се облеката да ви биде распределена според нејзината намена, да се знае која облека ви е за на работа, која за на фитнес, која ви е за вечерни излегувања, а која ја носите по дома. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.